samo. Jeden bakneš mi daj, nemoj da mi se luti, tvoj te usni se ma. Есента 1951 година за програмските потреби се формира ритмичкиот секстет на Радио Скопје. Во 1952 секстетот прераснува во ритмички септет со доаѓањето на Кочо Петровски. Ритмичкиот секстет се надам 53 година, тука некаде 52-53 година. Тоа беше еден мал ансамбл, подвижен ансамбл, нотално свираше и имаше амбиција да продуцира современа, модерна, шлагерска музика во тоа време. Во 1956 година, со зголемување на членовите, септетот прераснува во забавен ансамбл на Радио Скопје, а од него пак веќе во 1961 година се создава големиот танцов оркестар на Радио Телевизија Скопје, за прв пат со професионално ангажирани музичари под раководство на големиот Шпато. На 16. јули 1956 година, како заокружување на концертната сезона во тогашниот Македонски народен театар, во организација на забавната редакција на Радио Скопје и со непосреден ангажман и поддршка на тогашниот уредник и соработник на Шпато Слободан Николовски Боде, ќе се одржи првиот историски концерт на современа забавна музика, на која што Шпато за прв пат добива можност да аранжира и диригира со голем ревиски оркестар. На овој концерт, покрај забавниот ансамбл на Радио Скопје, учествувал и оркестарот на Околискиот народен одбор, како и Скопската филхармонија, сочинувајќи го на тој начин и првиот неофицијален ревиски забавен оркестар во историјата на македонската музика. И тоа беше 1953 година. Тоа е прв настап? Кога настапили, да. Тоа имаше јавен концерт. Дали можем се сеќаш за тие некои точки твои? Па јас тогаш пеев една песна во дует со Томислав Манич. Јас сакам, Ја желим, да, тоа беше во превод, нели годе, да. И уште една соло што е пеев, за која не можам да се сетам. Во овој период, покрај плодната продуктивна и репродуктивна работа на нашите музички дејци, од музиколошки аспект, се потенцира потребата да се држи чекор со светските помодни трендови во музиката, но со исклучителен сенс за сопствената музичка традиција. Големата улога и влијанието на мисијата на Шпато и оркестрите во рамките на Радио Скопје ќе резултираат со формирање извесен број помали оркестарски формации во Републиката, на чиј репертоар е забавната музика. Атмосферата во Штип беше секоја вечер имавме проби. Секоја вечер. Таков ентузијазам ја не знам, не без пари, нема да мислите некој не плаќаш. Главен пејач ни беше Марија Арсова и Ристо Крстевски. Бог да го прости, ми почина сега пред некој
месец, нали, кој пееше изворено добро. И сега Штип имаше и други деца кои не беа толку, ама овие двајцата беа макар познати, така да кажам. Меѓутоа, таленти имаше многу. И од таа школа на тој Киро Стоев, од Македонка излегува многу. Киро Рибарски таму почна. Па на него онај Митановски, нали, и така натаму, многу музичари кои се денеска познати, првите почетоци ги имат направено таму. Во историските анали на македонската забавна музика секако остануваат за споменување и почит редовните концерти со забавна музика во стариот офицерски дом, урнат во земјотресот 1963, на кој што учествувале без исклучок сите тогаш популарни интерпретатори на забавната музика од Македонија, но и пошироко. Покрај евергрин композиции од светски автори, биле изведувани и авторски дела на нашите композитори Миодраг Мицев, Кочо Петровски, Димитар Масевски, Александар Джамбазов, Христо Крстевски, Петар Пешев, Слободан Николовски и Драган Ѓаконовски Шпато, кој што воедно ги прави и аранжманите за сите композиции. Што се однесува до учеството на тој забавен ансамбл, пред да постане голем оркестар танцов, имаме секоја година завршен кој некој завршен концерт, не завршен годишен концерт. И тој беше во Дом Армија, беше многу посетен и даваше тогаш веќе некој импулс на нас дека ние нешто значиме. И доаѓа убаво облечени, што се вели се шиева нови облеки и така натаму. И кога веќе стана таа голема сала на дом офицерски дом, решива и неколку пати да даеме и во Сајмерската хала. Ете, тоа е таква едно движење наше на овој самиот почеток. Во стариот офицерски дом до 1963 година ќе се реализираат во живо и финалните надпревари за емисиите на Радио Скопје, вие пред микрофонот, од кои што потоа се регрутираат новите интерпретаторски имиња на македонската музичка сцена. И овде генијалноста, но и визионерството на Шпато оди чекор понатаму и се докажува со новата авторска, аранжерска импресија, инспирирана од фолклорниот музички елемент вешто вткаен во мелодиската и хармонска линија за авизото на оваа емисија. Од фолклорот не се бега. Прво е невозможно да се побегне и сите примери кои што може да се најдат во историјата на светската музика, па и во историјата на светската уметност воопшто, кажуваат дека не може да се побегне од состојната почва. Ако во почетоците фолклорот бил база и врз него се аплицирале, да кажам, техниките на западноевропската творечка култура во рамките на популарната музика, денеска имаме една поинаква појава. Денеска рбетот е западноевропските или светски технички постапки, врз кои се обидуваме да ги одметнеме нашата традиција и фолклор. Морам да кажам дека имавме прекрасни доајени во забавната музика, а се разбира и покасно. Почнаа нашите композитори да компонираат со фолклорни мотиви забавна музика. И јас можам да се заблагодарам на тоа поле на нашиот Драган Ѓаконовски Шпато, кој ми напиша прекрасни забавни мелодии со фолклорни мотиви кои оставија трага. Во овој период, танцовиот оркестар со професионално ангажирани музичари поради програмски потреби на Радиотелевизија Скопје снима во просек по 18 композиции месечно, што од друга страна возможува и појава на нови авторски дела. Во 1964 година на чело на танцовиот оркестар на Радиотелевизија Скопје доаѓа Александар Джамбазов, каде што останува се до своето пензионирање.
Во својот обемен творечки опус, Джамбазов ја вбројува и симфониски джезираната рапсодија за Скопје, која што освојува награда на 5-тиот меѓународен надпревар во Кава де Тирена во Италија во 1966, како и голем број други фестивалски награди за забавни мелодии. Во 1965 година, Шпато со композицијата Лени на текст на Ѓоко Георгиев во интерпретација на популарниот Вице Вуков освојува убедлива победа во првиот круг на селекција на изборот за југословенски представник на престижниот музички фестивал на Европската радиодифузна мрежа, избор за песна на Евровизија. Поради политички ексцес, интерпретаторот во тие денови е отстранет од јавниот живот, а на Шпато му се наложува да најде замена за истиот. Тогаш на македонската музичка сцена се појавува Диме Поповски, која преснимува композицијата Лени, но и покрај фалената изведба, оваа композиција во вториот финален круг на селекција завршува на 7-то место. Za nas radosta čuva pregrad svoj. Dojdi ti, vrati mi naši dni. Во 60-тите години, особено со развојот на телевизијата како медиум, на европската музичка сцена се поголемо ќе биде влијанието на фестивалот на италијанската забавна мелодија Сан Ремо, кој представуваше пример за фестивалскиот гламур, телевизијска реализација и примамлива музика од која се раѓале незаборавни хитови. Меѓу другите одиграл Ѓоко Георгиев, а со гласовите на најпознатите интерпретатори на тоа време. Слушателите на радиото само неколку денови по одржувањето на Сан Ремо имале можност истите да ги слушнат на програмите, при тоа звучејќи сосема верно на оригиналите. Го слушаме Сан Ремо вечерта. Шпато го снима и прави аранжмани. Утре дента ние свириме. Сан Ремо го свириме. Ѓоко Георгиев. Тие двајца луѓе беа можеби најважни членови на свит ансамблот. Интересно беше што до тогаш немаше продукција на забавни мелодии, а Драган Ѓаконовски беше толку способен да симнува мелодии странски, па потоа се појави и домашни композитори. Слободан Николовски ги пишуваше текстовите и верувате, толку останавме популарни да немаше термин слободен кај требаше да гостуваме. Paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato. Тоа бевме обседнати
по пола месец и повеќе дење, ноќе се работеше. Тоа беше доживување за сите нас. На вистина имам прекрасни мелодии снимена од Сан Ремо, благодарение на Шпато и се разбира на Ѓоко Ѓоргиев и колегите од танцовиот оркестар. Таа музика доста време се вртеше. Почна и на радио да се емитува и така натаму. А плюс тоа и уште хитови разни од западните земји. Италија, Англија, Америка и така натаму. Почна да се емитуваат на програмата на Радио Скопје. И тоа нам ни служеше да се формираме во тој смисол што кому му одговара да може да пее, ако сака да се бави со пеење со музика. Слушавме по биоскоп и по радио, француска, италијанска музика и така натаму, така. Значи, македонска музика се уште немаше. Кога почнавме со снимање на забавните мелодии, односно за продуцирање уживо на радио, имавме сиромашен репертоар. Обично странски мелодии се преведува на македонски јазик. Првиот што ни преведуваше текстовите Слободан Николовски, Божо Софрониевски, а покасно дојде во радио 57-58 година и Ѓоко Ѓоргиев, кој беше голем специјалист и добро ги пишуваше, така да сите наши потреби, дали за домашна мелодија и композиции, дали за странска, тој знаеше да ги напише и често освојуваше и награди на фестивали во бивша Југославија. Процесот на авторско и креативно созревање на македонската музичка сцена, како и искуството од фестивалските сцени на некогашните ју простори низ годините, сосема логично ја наметна и потребата за домашен фестивалски бренд, кој во следните 12 години ќе представува престижна музичка сцена за врвни авторски и интерпретаторски имиња не само од Македонија, туку и пошироко. Не само поради програмските, туку и пред се поради пошироките општествено-културни потреби, во 1968 година, на иницијатива на тогашното раководство на Радио Телевизија Скопје, редакцијата за забавна музика, како и музичката продукција, се создаваат услови за отпочнување со организација и реализација на првото издание на единствениот во Македонија фестивал на забавни мелодии. Ни се деси голема среќа со Елен Бакнеш, 62 година, што доби награда и тоа почна да се пее по Југославија. Елен Бакнеш беше интересен и насловот и стана музикална хит, стана Нина Спирова и Зоран Ѓоргиев го испева. И тогаш малку ние се, да не речам, се ослободивме малку. Во крвта ни се не беше више ладно, така почна да се грее и сега остана размислата дека и ние треба да имаме фестивал. Во организацијскиот одбор на фестивалот се сретнуваат имињата на Благоја Ивановски, Драган Бојаджиев, Драган Ѓаконовски Шпато, Ѓоко Ѓоргиев, Слободан Николовски, Александар Џамбазов и Љубомир Бранđелица. Композиторите, јас често пати ги нарекувам големата четворка на македонската забавна музика, тоа се предсценели Драган Ѓаконовски Шпато, Димитар Масевски, Љубомир Бранđелица и Александар Џамбазов. Ретко имале можност своите песни да ги пласираат на југословенските фестивали, бидејќи таму се знаело дека други биле важни, други биле, за други морало да има многу повеќе место. И така се почувствува потреба да добијат тие
своја фестивалска сцена, а истовремено и да ја задоволат потребата на Радио Скопје од се повеќе забавна музика испеана на македонски јазик. Скопскиот фестивал ќе започне да ја испишува најзначајната страница од историјата на развој на македонската музика и музичката продукција воопшто. На 27. јуни 1968 година во Универзалната сала во Скопје ќе се случи еден од највозбудливите моменти од историјата на македонската забавна песна. На првиот фестивал ќе учествуваат најеминентните за тоа време автори, интерпретатори и диригенти, елита на тогашната музичка сцена не само од Македонија. Во тоа време кога ќе влезе во Универзалната сала на Скопскиот фестивал, оркестрот се подготвуваше да свири, правеа тонски проби. Ја бев дента, значи вечерта се одржува, ја бев на тонската проба и за мене тоа беше како нешто најскапоцено на светот што може да се случи на еден млад човек, да присуствуваш на една свеченост од врвен чин. На првиот фестивал настапував со мелодија од Јане Коџабашија, Планино моја Рудино, која во алтернација ја имаше и Диме Поповски. Добивме награда од жири комисија со фолклорни мотиви, таа беше песна прекрасна, а исто така дует пеевме со Диме Поповски една прекрасна песна од Александар Џамбазов, се викаше Срамежливи, а во алтернација пеа Зафир Хаџиманов и Љупка Димитровска. Таа, 1968 година, првата награда од стручното жири ја добива композицијата Месечево ноктурно на Љубомир Бранџолица. На контото на овој натурализиран македонски композитор се 16 награди на Скопскиот фестивал на забавни мелодии, од кои само една од публиката, 1969 за песната Соул Македонија во изведба на Армен Сурмеан, за кој што гласаше и жирито од 8 градови во Македонија. На овој фестивал Бранџолица ќе ги освои првата награда од стручното жири и наградата на Друштвото на композиторите на Македонија за композицијата Езеро мое во изведба на Нина Спирова. На 14 ноември 1970 година, на третото издание на Скопскиот фестивал, првата награда од публиката ја освојува песната Земи момче Македонче со Зафир Хаџиманов, а првата награда од стручното жири и се доделува на композицијата на Шпато Последен ден на разделбата по интерпретација на Зоран Георгиев. Во 1971 година наградата од публиката ја освојува Александар Џамбазов со песната Само ти во изведба на Зоран Милосављевиќ, алтернација Мики Јевремовиќ, а наградата од стручното жири оди во рацете на Љубомир Бранџолица за песната Блиска, сепак далечна, на текст на Благој Стефановски со гласот на Веле Матевски, алтернација Невија Ригуто.
летиш ко свестен лед. Минат денови студени, носат желби возбудени, носат надежи празни и самотни и ташни. Така вечно ке минуваш, в топли сништа ќе сгинуваш. Се в љубовта твоја, а не си моја. Но колку да речеме му значеле на татко ми џамбас фестивалите, кажува една анекдота која тој лично повеќе би сакал да е анекдота, но за негова жал е чиста вистина. И ретко кој верува во оваа приказна, а приказната е следна. На еден час пред Скопскиот фестивал 1971, мајка ми, сестра ми и јас го испраќаме татко ми да оди да диригира. Имаше тогаш 4 композиции таа година и победи со Само ти. Се појави на Скопскиот фестивал во Универзалната сала во зелено кадифено одело со прекрасна кошула, една зелена пеперутка вратоврска и влечки. Значи, во целиот тој занес, во целата таа возбуда што има он, дека ќе оди да диригира со својот оркестар пред најголемите 30 пејачки звезди на тогашната држава, мора терале да си ги заборави лакованите чевличиња наменети за диригирање. За многумина, на овој фестивал ќе се роди еден од антологиските македонски хитови на сите времиња. Композицијата Чија си на Славе Димитров, која на овој фестивал ја освојува втората награда од публиката, го вбројува овој македонски композитор во редот на најплодните автори на музика и аранжери на македонската музичка сцена, покрај веќе споменатите. Има еден дом, сред жолто лисје, стајне тој во сите мисли, покрив тој е твој, кошмар тој мој. Славе Димитров е добитник и на голем број награди на Скопскиот фестивал, а исто така и автор на музиката за македонскиот филм Исправи се Делфина, посветен на пливачката легенда Атина Бојаджи. Дел од неговите интерпретации на собствени композиции во историјата на македонската музика ќе останат ненадминати. Викавме музичарите за снимање. Значи, снимавме дење ноќе за да стигнеме до фестивалот. И кога почува фестивалот, јас седам во режијата, таму немавме репортажни кола, него морам да исполнам многу значајни луѓе се во создавање на музичката продукција. Тоа на историите кај што се Атанас Таше, познатиот Таше, Цветан, Дане, Милка. И ние горе во тие две салички што се едни простори мали што се со стакла корежи, седевме и работевме, професионално го средувавме тонот. Меѓутоа кога ми дојде моето место за пеење, јас одев ги испеев и се враќав и продолжив. Но јас отпев, као што отпев со трема, не можеби не ја отпев најдобро тогаш. Меѓутоа публиката тоа го осети. Но сватив дека е хит веднаш после фестивалот, кога
во една емисија ме повика од редакцијата да ја снимаме и сите бараја чија си. На 11. ноември 1972 година, на петото издание на Скопскиот фестивал, со прва награда од жирито и публиката, се закитува Драган Мијалковски, кој потоа речиси прекунојк станува мега популарен со композицијата Одиси на Герк Качинари. Нови сништа драги, радост 1972 година добив композиција од Герч Качинари Одиси, заедно со Џоко Георгиев направивме адаптација на текстот и веднаш се наметна како хит уште на пробите. Ја доби првата награда од публиката со неверојатен рекорден број на гласови. 1974 година повторно добив понуда од Димитар Масевски, Гулавица и повторно прва награда од публиката на аранжман на тогаш популарниот Војкан Борисавлевич. 76 година добив композиција од Ванчо Димитров, Кажи нешто драга, во аранжман на Војкан Борисавлевич. Повторно дојдов до првата награда од публиката и следната година, 77-ма, веќе по четврти пат, повторно дојдов до прва награда од публиката на Скопскиот фестивал со еуфорична повторна награда за интерпретација, Кажи ми од Тодор Бојаджиев. Така да тоа веќе стана некако кај мене некоја рутина со тие наслови, со тие хитови. Јас бев неприкосновен и на концертната сцена. Сеќам дека како мал имам присуствуван на сцена каде што за време на генерална проба на Скопскиот фестивал 71 година специјално за него се отвори големата хангар врата на задниот дел од универзална сала за да може полициската марица во која се наоѓа Драган да дојде до влезот, тој да влезе внатре, да си отпее што има светла и со марица да го вратат дома или да го однесат во непознат правец. На Скопскиот фестивал во овој прв период на неговиот опстој на македонската музичка сцена ке продефилираат речиси сите тогаш етаблирани и популарни интерпретаторски имиња како Мики Евремовиќ, Здравко Чолич, Арсен Дедич, Бисера и Сенка Велетанлич, Крунослав Слабинец, групите Индекси, Амбасадори, Пепелин Крин и многу други. Во 1974 година првата награда од стручното жири ја добива композицијата на Коце Икономов во Облак сонце во интерпретација на Маја Оджаклиевска. Сам за себе си пишував композиции кои што во еден момент пак која седнав со Илко Пеовски, па зашо не ја даеш ова на фестивал песма? Шо ќе ја дам, викам сега, ја као најмлад тамо, кој ќе ти прими песма, викам. Не е баш така едноставно, треба да стекнеш реноме некоја, па као рецимо Бранџелица или така, кои беа искусни фестивалски луѓе. Меѓутоа, ајде го послуша Филија Пеовски и за дивно чудо таа композиција која интерпретираше Маја Оджаклиева и се вика Во облак сонце, тоа беше 74 година. Доби прво место на Скопски фестивал од жири комисија, значи прво наградена и тоа во сите три категории. Категорија награда за композиција, за аранжман и за текст.
Како и да е, се развива музикава, доаѓа до еден прогрес, доаѓа до рок-н-ролот, до симфорокот, до хипи периодот, каде што неверојатна песна која ми оставила најдлабок впечаток и ден денеска онака, а ја нема у компјутерот у македонска телевизија за жал. Облак в сонце се викаше песната од композитор Коци Икономов и автор на текстот Драган Михајловски. И таа песна, мислам, која сум ја слушал, мене ми требаше 2 години за да седнам да ја разберам и да ме инспирира ја да почнам да пишувам таква песна. Скопскиот фестивал на почетокот имаше во такмичарскиот дел имаше алтернации. Така да примерно ја пеев во алтернација со Јосипа Лицец. И поради тоа што добив многу повеќе гласови со својата алтернација, значи некаде во некој сегмент ја надпеав. Тоа мене многу ми беше значајно. Ја така почнував да се развивам, иако мене она ми беше узор. О, љубов, неверна, дали помниш една пролет? На предпоследното издание од овој прв период на Скопскиот фестивал на забавни мелодии, првата награда на публиката ја освојува композицијата Љубов неверна на Александар Џамбазов во интерпретација на Зафир Хаџиманов. Нова фестивалско издание, првата награда од стручното жири, ќе освои Зорица Попанкова за композицијата на Љубомир Бранџолица Ако истраеш до крај. Ако истраеш до крај. Значи, важевме за многу музикален и важиме за многу музикален и талентиран народ и можеме само да се гордееме со тој Скопски фестивал кој што направи да биде име и презиме. Не би сакала да кажам бренд како што користа денеска, туку имаше свој потпис. На тој фестивал доаѓаше, диригираше еден Милинко Прохаска, еден Бојан Адамич. Значи, имиња големи, кои што се легенди од бившите југословенски простори. Затоа што Скопскиот фестивал беше навистина ретка појава во Југославија. Тоа беше единствениот фестивал на кој беше сосема нормално 20 песни од првата вечер да се отпеат утре дента од сосема други пејачи и на сосема друг јазик. И тоа му даваше еден посебен шмек. И затоа големите пејачки звезди од тоа време како Тереза Кесовија, Габи Новак, не знам, Златко Пејаковиќ или ова, сакаат да доаѓаат во Скопје затоа што имаше надпревар и тие награди тежеа. И тоа е таа една група на пејачи, на автори кои траат колку што трае Скопскиот фестивал, некаде до 1978 година. Во тоа време на музичката сцена во Македонија апсолутно ништо не се случува освен скопските фестивали и евентуално го имаме првиот албум на Лепи Сол и толку е. Поради финансиски оптоварување на радиотелевизија Скопје и тотална незаинтересираност на другите тогашни субјекти од областа на културата, Скопскиот фестивал како манифестација згаснува во 1978-та. Скопскиот фестивал како музичка манифестација и фестивалски бренд на македонската радиотелевизија низ годините на својот прв период само го потврди значењето на македонската радиотелевизија, нејзината програма и музичка продукција врз историскиот развој на забавната музика како битен елемент за културниот идентитет на македонскиот народ. Македонската забавна музика е еден од најголемите амбасадори на државата Република Македонија. Воопшто. Тука е јутубот и апсолутно надланкави е се, и ако човек преброи ќе види дека навистина заслужува
почит она што го оставиле луѓето од генерацијата на татко ми и токму она кое вие сакате да го овековечите со оваа серија. Времето по земјотресот го разбуди патриотскиот дух во музиката. 70-тите години започна ерата на рок групите. Рок-н-ролот во македонски рамки не беше само уште еден краткотрен музички предизвик. Трн во око, мадригали, хаос и лаос, бонтон со Дарио. Сите тие немаат ниту еден единствен албум. Се создадоа и незаборавните хитови, кои ден денес се препејуваат. Лева патика беше првиот бенд кој сними лонгплей плоча. Ние свиревме исклучиво наша авторска музика. И така потекна една идеја од Цики и Рамис Јусуфи за песмата Неправда. А Леби Сол стана првата група која се проби во балкански рамки. Таа музика фати тука корен. Групата достигна кулминација со преработки на македонската народна музика. Историја на македонската забавна музика. Sa